започна април, мај, може да се приближат цените, ама нема да бидат оние кои што беа пред војната. Тие се уште, како се гледам фьючерсите, се недека на 75 евра, беа 65 и после одата е да, 70 евра би биле во август. Најниската. Од 70 до 80 евра барел, што нормално ќе има последици. Нашата држава, Македонија, мора да се размислува и дел од стратегиските резерви во првиот момент, после тоа да размисли колку може да се откаже од оние средства кои што се потребни да го полнат буџетот. Ето дека е чудно, викаме, ајде од буџетот кој што го полнат успешните компании да прелиеме на оние кои што ги погодува за да не банкротираат. Пред се мислам тука на овие компании кои што се бават со превоз, они ќе бидат многу погодени, горивото, а имаме многу компании во Македонија што се нивна основна работна задача е транспортна, добра со камиони, и они ќе бидат многу погодени преку ноќ, нив ќе им се помогне. Проблематично би било да има недоволно количина гориво на светскиот пазар и да не можеме да купиме. Тој е веќе еден чекор кој што ние некој памтиме, кога имавме ограничувања, возиме петок, еден тек, чип ден возиш, не возиш, или имавме бонове да купиме определена количина гориво, тоа би било најлошото што може да се случи. Не зависи само од нас, зависи од светската ситуација, како ќе се движи, но ќе видиме. А дека ќе погоди, стопанството ќе го погоди, и ово што е сега покачено, ќе влијае, колку ќе може владата да откаже определени средства за да ги прелие овде, од левиот во десниот джеб, за да помогне, бидејќи со тие средства тоа е голем дел оди во социјала. Знаеме каде се движат тие средства кои што се приливаат во буџетот, дека се недоволни. Ги споменавте на